Иако на располагање има дури 10 милиони евра, еден месец порокот чистењето на дивите депонии се уште не е започнато. Поточно станува збор за 70 диви и 7 нестандардни депонии во 18 општини од источниот и североисточниот регион. Ова значи одлагање на решавање на големиот проблем со кој општините се соочуваат. А зошто депониите се уште не се чистат? Очекуваме реакција од страна на Министерството за животна средина, докаде ситуацијата со регионалната депонија која што ќе биде кај Мечкуевци и Свети Николе, докаде ќе биде и кога да почнеме со чистење. Бидејќи се уште немаме претоварна станица, се уште чекаме отпадот од нашата општина да го транспортираме и да го носиме на главната регионална депонија. Се уште овој проект не е започнат, така да затоа верувам дека затоа и се уште не се чистат оние депонии кои што ги имаме на територијата на општините. Од надлежното Министерство за животна средина и просторно планирање одговор нема. Дали ова значи дека во крајна мерка можеби ќе се одложи изградбата на регионалната депонија? Согласно подпишаните договори нема да има одлагање на активностите поврзани со изградбата на регионалната депонија, кажа Живка Михајлова, координатор за изградба на регионалната депонија. Во меѓувреме, општините од двата региона добија возила и контейнери, а Свети Николе го регистрираше јавното предпријатие кое чека на првите активности. Истото предпријатие е регистрирано во Централниот регистар. Сега е формирана комисија за избор на директор, а исто така што се однесува до сите други активности, во комуникација сме постојано со Министерството за животна средина и просторно планирање. Во тек ќе биде набавка односно дистрибуција на контейнери и секако во наредниот период очекуваме, како што кажав, во комуникација со нив, чистење на сите диви депонии во општините од источниот и североисточниот плански регион. Според предвидениот роковник, до крајот на годинава треба да се изврши изборот на компанија што ќе го спроведе регионалниот систем за управување со отпад и треба да заврши најдоцна до крајот на годинава, а во 2022 се очекуваат изведбените работи. Изведувачот ќе треба да ја изгради регионалната депонија најдоцна за 2 години. Целата инвестиција е околу 40 милиони евра, неповратни средства од Европската Унија, а на депонијата треба да се одлага 65% од севкупниот отпад во двата региона.